Драги пријатели, другари, колеги, соседи, познати и непознати. Ево го правиме Сефтето, на еден врв кој што е многу ретко посетуван и веројатно, слободна моја проценка, можеби ние сме меѓу стотината единствено присутни у Македонија кои што некогаш го качиле овој врв. Централно позициониран, исклучително стратешко значење по својата централна локација, заради тоа што токму од тука можете да гледате целиот исток, запад, север и југ. И од тука многу пластично може да се види колку Македонија е мала. Се работи за врвот Лисец, највисокиот врв на планината Голешница. Една од оној квартум на 4 големи грандиозни планински комплекси: Јакупица, Даутица, Караџица и Голешница. Заедно со Китка го прават комплексот наречен Мокра планина. И подобро Сефте, експериментално и полуавантуристичко, од група од 7 луѓе не може да направиме. И не случајно почнуваме со бројот 1 бардот во планинарството, човекот од кој што јас лично многу учев, и јас сум многу среќен што сум негов современик. Не од друга страна, заради тоа што од човекот доколку сакате да научите нешто ќе научите, доколку сакате да го одбегнувате, тогаш веројатно ќе бидете лишени себе си од задоволството да го доживеете и консумирате во неговата изворна форма. Новко Георгиевски. 1935 метри, годината на раѓање на мојата мајка. Еве повторно трча по старите планинарски патеки. Човекот кој што е венчан за Велеш, Чашка и околината и кој што ги знае буквално сите дупки и сите засолништа, Антонио Китанов. Малку археологија. Да, имавме археолошки час од страна на Антонио Китанов, заради тоа што овој врв Лисец изобилува со археолошки локалитети, но ѓалиште имаме остатоци од златници, само во сребрена форма, како што успеавме да најдеме еден. И така натаму, да не зборам премногу, заради тоа што ќе ми се накалемат државните институции. Одиме по редослед лево, еве го Ристе Туфекчиев, нов во нашата група, тоа не значи дека претходно не е планинарел, значи ние кога не сме постоеле, тој ги освојува планините и врвовите. Вршител должност татко на оваа дама единствена, тука Ана Туфекчиева, која што го били образот на женскиот дел од екипата на ПДП Прадиште и ЕГА Green Power. Значи, врвот според неа не е тежок, слободно ги мотивира сите припаднички на понежниот и поубав пол да дојдат. Средно тежок? Не, среден. Среден. Значи средна тежина има врвов, зависи кој како ја вреднува тежината или леснотијата ни животот. И сега доаѓаме до докторот, човекот кој што година и пол направи пауза, кој што јас прв пат Сефтето одам со него. Тој е доктор Виктор, презимето? Бојковски Виктор, да, еве го. Ти го кажа Форшпандот. Форшпандот ми го кажа, арно го заборавивме. Не, Сефтето денеска, јас со тебе сум денеска Сефте, а после неколку месечна пауза поради оправдани причини и Сефтето у планината у последниве 2-3 месеца, инаку Виктор е, како да го наречем, цивилен воен лекар, летач, пилот, или како што би рекол Миленко Неделковски во своите најкреативни спортски креации, девојка за се. Значи, моментално тој и лета, и приземјува, и медицинари или ординира низ планината, така да го имаме тука тој сегмент. Сега мало представување на врвот Лисец, еве го пред нас. Хидросистемот Лисич. Директно пред нас, точно десно од него се наоѓа планинскиот масив Јакупица. Ова пред нас што моментално го гледате, тоа се сватовите, Бегови вирови и Иванов врв. Десно и лево. Еве го доле, ако успее да го долови камерата, селото Горно Јаболчиште, 980 метри и веднаш на него убавицата. Најубавата во Македонија и чуjem дека нема поубава. Солунска глава, импозантна, грандиозна, 2540 метри. Комплетно чисто денеска ни се отвора целата западна трансверзала, почнувајќи од десно, Љуботен, Кобилица, и комплетно по целата должина
аголот на кој што јас сега снимам не дозволува целата планинарска трансферзала, но на 50 метри од овој врв комплетно ни се открива целокупната западна трансферзала и правиме еден полукруг од присутните. Денеска 7 на број и веќе се надевам дека наредната организирана тура ќе бидеме далеку помасовни, заради тоа што нашата цел денеска беше да го експлорираме теренот, да истражиме, да ги откриеме новите моменти. И можем да кажем дека топло го препорачувам Лисец за домашна задача во вашата домашна агенда и барем еднаш во годината да го посетите. Заради тоа што имате што да видите. Брзина на ветер 0 км на час, од време на време благо ветер со брзина од 3 до 5 км на час, колку што не подсети дека сепак се наоѓаме близу 2000-арка. И горе-долу, за да не го обременувам клипот и вашите уши, за да уживате во спокојот, мирот и визуализацијата. Тука го прекинувам во 6-та минута. А сите ни испофали, а е убава дума за тебе да кажеш. А заслужуваш многу. Мојата маленкост, Игор Смилев, вршител на должност снимач на видеоклипови во слободно време, тогаш кога сим картичката ќе ми го дозволи тоа. Благодарам. Не сега поправиште, јас се мачам, Со малку помина. Толку од нас, поздрав до планинарскиот дом Папрадиште и групата Ега Green Power. викам до душа немам. И дефинитивно ова е врв кој што мора да се посети. Ние стигнавме за 3 часа и 40 до 50 минути од поидомната точка. Движење во група веројатно ќе биде околу 5 часа оптимум. Тоа е тоа. Гледате интересни камења. Секакво добро и пријатно.